Расте бројот на хоспитализирани ученици на детската клиника од основното училиште Димо Хаџидимов. Директорот на клиниката вели денеска се примени уште 3 нови деца со силни болки во стомакот, диареја и повраќање, а некои и со покачена телесна температура. Инаќа примивме уште 3 деца од истото училиште. Сите се со слична клиничка слика и симптоми сомнителни на алиментарна токсоинфекција, со стомачна болка, повраќање. Кај некои од нив има и диареја и покачена температура. Децата се на возраст од 6,5 години до 12 години. Заедничко е тоа што доаѓаат од исто училиште. Сега во однос на епидемиолошката анкета, некои од нив јаделе од храната, тамо некои се сомневаат на водата. Тоа треба да се сигурно испитува понатаму епидемиолошки. Но што е причината за лошата здравствена состојба кај учениците се уште не се знае. Потребни се 48 часа од земените примероци да може да се утврди дали е труење, вирус или нешто друго. Се земале мустри од храната, млеко, мусли, круасан и мусака со месо. Примероци се земени од водата во училиштето од 6 места. На едно место физичко-хемиската анализа за водата не излегува од параметрите, но се чекаат микробиолошките резултати. Речиси половина од децата пак, кои ги имаат симптомите, не јадат во кујната. Првичните резултати ќе бидат готови утре, вели директорката на ИЈЗ. Земени се брисеви од површини од клупи од 3 оделенија. Земени се брисеви исто така од површини во кујната, како што се прибор за јадење, лажици, вилушки, садови во кои што јаделе децата, како и работни пултови од самата кујна. И земени се примероци за вода од 6 места во училиштето, вклучително и кујната. Сега имаме пријавено 20 официјално пријави за деца, од кои што 7 деца по епидемиолошките анкети се изјаснуваат дека воопшто немале контакт со кујната во училиштата. Според градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, станува збор за 30 деца кои ги пријавиле овие симптоми, а имало и кај повозрастните. Големата отсутност во училиштето се должи или поради превентивни мерки, или поради други здравствени причини кај учениците. Имаме околу 30 дечиња со симптоми, што интересно имаме и меѓу нив имаме деца кои не користат храна. Имаме симптоми кај повозрастните, јас сум 2 дена со некои слични симптоми. Така да не се злоупотребува ситуацијата. Вчера бројната состојба негде 70 и нешто ученици биле отсатни од настава, меѓутоа тоа не значи дека се сите по основ на труењето или што и да е со одредените симптоми. Од Агенцијата за храна и ветеринарство денеска направија вонредни инспекциски надзори во повеќе училишта во општината Карпош. Инспекциски тимови на АХВ денес проведуваат вонредни инспекциски контроли во кујните на 9 основни училишта во општината Карпош, со кои стопанисува истиот оператор со храна, во чија сопственост е и централниот магазин, кој се наоѓа во основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје и од каде се набавуваат репроматеријали за подготовка на храна. Во рамки на вонредните контроли во овие училишта, каде нема деца кои појавиле симптоми на труење со храна, се земаат мустри од храна и од работните површини за лабораториско тестирање, соопшти од Агенцијата за храна и ветеринарство. Наставата во основното училиште Димо Хаџидимов денеска тече непречено. Тамара Дичевска, Сител телевизија.